Разговараме со нашиот колега, познатиот филмски критичар Владко Галевски за она што се случува во светот на културата, но потесно во светот на филмот. Владко, добро утро. Добро утро. Обично се опуштаме во овие разговори, бидејќи темите се што ќе гледаме за викендот, кои се блокбастерите, кои се уметничките филми, кој паднал, кој станал на светските берзи филмски и во приходи и во награди, но утринава ќе се позанимаваме со една малку поинаква тема, бидејќи таа се наметна просто и низ филмскиот свет, како и низ целата култура. А тоа е влијанието на украинската криза врз она што се случува во светот на филмот. Реакциите на украинската криза од областа на звездите или селебрити, луѓето кои се во филмот, се богами сериозни. Макар што сметам дека тоа за тие луѓе кои немаат никаква врска, речиси, со политиката е добар и маркетиншки потег да реагираат, да бидат активисти во вакви ситуации. Но реакции има од луѓе кои се релевантни и во областа на своите ангажмани политички. Да кажем, Мила Јововиќ е прилично активна, таа реагира жестоко. Само една секунд, Владко, малку за феноменот на политичкиот активизам на Холивуд, кој што е стар феномен, кој што таа е една високо комерцијална индустрија, но таму секогаш имало ангажирани филмски работници, особено глумци, режисери, артисти и режисери. Така е, политички ангажирани. Политички ангажирани за разни светски кризи, наназад не ги криеле своите ставови, па дури биле вклучени со одења по континенти, по кризи, по така е. И тоа особено се чувствува во време на макартизмот, кога големите филмски студија се здружени и антикомунистички настроени, така што секој исклучок од филмската фела кој малку им бил сумнителен беше хајка по одредени луѓе. И таму беа големи преселби. 60-тите години на минатиот век во Соединетите американски држави. Политиката во Холивуд е можеби сега не толку, сега е бизнис политиката многу активна, но беше порано и онаа политика која ги засегаше интересите на две држави, на повеќе држави, на идеологии и така натаму. Да бидеме сега и уште малку попрецизни, тие никогаш не го штеделе Вашингтон, да кажем, политичкиот центар, бидејќи ги знаеме протестите за виетнамските војни, за корејските војни, па дури и за овие што се одвиваа во поново, по модерно време и така натаму. Секогаш имаше дисонантни тонови во однос на што може да биде официјалната надворешна политика на Америка. Па да, меѓутоа мислам дека таа спона помеѓу FBI и Холивуд се уште трае. Да. Се уште трае. Да се вратам на ова што е актуелно во Украина, да кажеме има некои пикантерии кои светот го зачудуваат, а тоа е дека голем дел од мощне, успешни, значајни филмски остварувања во Русија се режирани од украинци. Не само... Па тоа и јас не сум го знал. Да? Каква е таа диспропорција? Зошто е тоа? Диспропорцијата е затоа што добар дел, еден дел од овие режисери се родени во поранешна територија на Полска, сега е Украина, и, например, го има Жулавски, тоа е типично и полско презиме. Кавалерович, тоа се режисери кои се родени во Полска, но сегашна Украина. Тие се едни од најзначајните, само да ги спомнам, Александар Довженко е украинец, Сергеј Бондарчук е украинец. За Бондарчук знаев, за Бондарчук. Григори Козинцев е, тие се направија ремек дела во кинематографијата на поранешна Русија, но тие се украинци, глумците се добар дел украинци. Така што, Путин, односно званичната, официјалната политика на Русија сегашна е да не ги признава како украинци, туку дека се руси. Тоа е еден памфлет обичен кој сите знаат кој е кој и кој каде е роден. Анатол Литвак, например, е украинец. Светот на филмот веројатно последен таа листа за прогласување на украинци за руси, бидејќи за тоа интервенира и во целата Украина со тенкови, така што тоа оди, што викаат, goes without saying. Како е на западот ситуацијата? Па еве, покрај тоа што
големите компании американски ги повлекуваат своите блокбастери од прикажување од руските кина, иако работата не се работи за бойкот или за ограничување, да кажеме, се работи повеќе за генерална политика на Холивуд и на Америка, особено, затоа што рускиот пазар воопшто не е наивен во однос на американската продукција. Во бизнес смисла. Во бизнес смисла. Да кажеме, последниот Спајдермен има страотна заработувачка, има околу 300 милиони долари. Ама тоа сега и заради санкциите ќе биде невозможно да се наплати, предпоставам. И кога би ги пуштиле филмовите да Сигурно, веројатно и тоа причина. Тоа е еден од елементите. Да, се разбира дека е тоа. Меѓутоа и прашање на руската дистрибуција сега колку е таа загрозена и финансиски моќна и така, затоа што сите сегменти, сите ресурси осиромашуваат. Па добро, и главните, да кажем, филмски кабелски канали од Дизни до, што ја знам, Амазон и така натаму, престанаа дистрибуција на содржини во Русија. Така што, ако се на тоа додадат и сите овие рестрикции која самата Русија ги воведе за интернет, значи скратување на низа сервиси преку кои руската држава смета дека може да се прави па еве реципроцитет има фактички. Да, со забраните. Да, изгледа дека тоа баш ќе биде една година на како да кажам, прилична диета во филмска смисла кога Русија. Тоа е најмалку важното во моментов, бидејќи се работи за сепак се работи за комерцијален еден аспект на филмот, а тоа се блокбастерите, заработувачката и така натаму. Шон Пен беше во Украина и пред да започнат жестокиве действија. Шон Пен отиде во ноември со екипа американска за да снима документарец за Украина, затоа што тогаш се наслутуваше кризата и беше атмосферата прилично возвриена. Се врати, но кога почна војната, тоа сега него го фалат и го ценат како сериозен хуман чин, се врати во Украина за да сними од лице место во некои сцени, така што тој во време на бомбардирањата и почетни беше таму и седеше во Киев во нивниот парламент. Владко, за крај, сите ние се надеваме дека ова ќе заврши што побрзо. За жал, предпоставките при вакви случувања се дека нема да заврши што побрзо, особено заради, како кажам, инерцијата на една голема машинерија војна која е веќе на теренот. Очигледно дека Украина ќе биде потоа инспирација за кој знае колку филмски хитови и помали поголеми од уметничките блокбастерски филмови, не само за Холивуд, туку и за целиот свет, предпоставувам европски. И не само документарни, туку играни филмови. Да, предпоставувам, бидејќи Па добро, тоа е секогаш тренд. Ако има актуелности и жаришта, некаде секоја се прават. Само да сетиме за Виетнам колку филмови има. Да, ама што се искуствата, да речеме, од Балканските војни? Бидејќи се направија многу филмови кои што беа посветени на Босна и Сарајево многу, дури непотребно многу. Некои останаа на маргините на уопшто потребата да се снимаат такви филмови. Иако Запад, особено Запад, сака да ги гледа тие филмови, сака да ги гледа маките на овој Балкан каде што се лее крв и пот и така натаму. Но имаше и значајни остварувања. Сакам да кажам, на крајот од краиштата, толкувањата на она што се случило ќе поминат и низ филмската трака на Неизбежно. И тоа на крај ќе ги дефинира некои од приказните, може би за генерациите што доаѓаат, кои нема да имаат ни време ни интерес да читаат истории, документи, детали, туку со едно одгледување на еден-два филма ќе стекнат впечаток и слика за тоа што се случило. Така да може да се случи на оваа страотна ситуација некој да печели да добие Оскар за добро направен филм. Тоа е секогаш така. Светот the show must go on, што викаат. Така. Владко, ти благодарам за ова петочно филмско интервенирање, не е баш онака. Да, не е баш онака како што сме навикнале малку и да се посмееме и да препорачаме и така, но и филмот мора да биде ангажиран бидејќи без таа Па еве, ова покажува и овој разговор покажува дека многу аспекти на ангажираност имаме во токму во филмската уметност и секогаш
имало. Сериозниот филм се занимава со ангажирани теми. Владко Галевски, денеска е петок, завршивме со филмската критика.